Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со обработка на првото послание до христијаните во Солун. Станува збор за новозаветна книга, која е всушност писмо испратено од апостолот Павле до црквата во Солун. Како што спомнав во една од предходните епизоди, апостолот Павле го посети градот Солун за време на неговото второ мисиско патување. При тоа, кога го проповедаше Евангелието, некои од жителите поверуваа и така се започна црквата во тој град. По некое време Павле замина за Атина, а ги прати Сила и Тимотеј да одат во Солун за да видат каква е состојбата во црквата. Сила и Тимотеј дојдоа кај Павле кога тој беше во градот Коринт и му кажаа дека црквата добро напредува, но дека верниците имаат одредени прашања за кои бараат одговори. Токму нивните прашања и состојбата на самата заедница беа причините поради кои Павле им напиша 2 посланија на христијаните во Солун. Во претходната епизода го прочитавме само првиот стих од првото послание, а денес ќе ги читаме и обработиме следните 2. Да почнеме со читање, стих 2. Секогаш му благодариме на Бога за сите вас, сеќавајќи се на вас во молитвите наши непрестано. Ова се зборовите со кои Павле го започнува и посланието до христијаните во градот Филипи, град кој се наоѓал на околу 160 километри од Солун. Јас верувам дека Павле со голема ревност и грижа се молил за сите цркви кои ги основал, па дури и за оние кои не биле основани од него. Би рекол дека во своето срце Павле имаше молитвен список на кои беа имињата на многу поединци, како и на многу цркви. На христијаните во Солун им вели дека секогаш му благодарат на Бог за нив. Прво, тој пишува во прво лице множина на почетокот од ова послание, бидејќи во првиот стих вели дека писмото е пратено од него, Силван и Тимотеј. Тоа значи дека не само Павле, туку и Силван и Тимотеј редовно се застапуваа во молитва за оваа црква. Зошто тие тројца му благодареа на Бог за христијаните во Солун? Одговорот е следниот. Затоа што таа црква напредуваше и созреваше во верата. Тие беа добар пример за тоа како една црква треба да функционира. Тоа не значи дека беа совршена црква, бидејќи совршени цркви не постојат, но значи дека сериозно си ја сватија верата и се држеа до здравото учење. Моето прашање за вас е следното. Кога последен пат сте му заблагодариле на Бог за оние христијани кои сериозно си ја сваќаат својата вера? Таквите луѓе се едни од најважните луѓе во нашите животи, бидејќи се добар пример за тоа што значи да се следи Христовиот пат. Следниот пат, кога ќе се сетите на некој кој не само што ја исповеда, туку вистински ја живее верата, ве охрабрувам да благодарите на Бог за таа личност, но и да барате Бог да ја помогне да продолжи да чекори по неговиот пат. Стих 3. Го споменуваме делото на вашата вера, трудот на вашата љубов и истрајноста во надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос, пред Бога и Отецот наш. Јас верувам дека овој стих е еден од позначајните во ова послание. Тука апостолот вели дека нивната благодарност има 3 причини. Прво, делото на верата на христијаните, трудот на нивната љубов и истрајноста во надежта. Денес во ова проучување би сакал да се задржиме на овој стих, бидејќи во него се спомнати 3 најважни христијански доблести. Знаете кои се тие? Вера, љубов и надеж. Павле пишува за делото на нивната вера, за трудот на нивната љубов и истрајноста во нивната надеж.
Во прво послание до Коринтијаните, глава 13, се наоѓа еден од најпознатите текстови во Новиот Завет. Во таа глава апостолот Павле дава доста сликовит и детален опис на љубовта. На крајот од таа глава тој завршува со следните зборови. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Дали тоа значи дека долготрпението, кротоста, љубезноста, мирот и другите христијански доблести не се важни? Се разбира дека не, но Павле, воден од Светиот Дух, на две места во Новиот Завет ги нагласува верата, љубовта и надежта. Има неколку можни пристапи кон овој стих. Еден од нив е следниот. Фразата делото на верата може да се погледне од перспектива на минатото, дека во минатото христијаните во Солун ја прифатија верата. Фразата трудот на љубовта може да се толкува од перспектива на нивната сегашност, бидејќи христијаните во тој момент во пракса ја покажуваа таа љубов. И на крај, фразата истрајноста во надежта може да се толкува од перспектива на иднината, бидејќи се однесува на Христовото доаѓање и сите ветувања поврзани со иднината. Ќе го прочитам третиот стих уште еднаш и потоа подетално ќе ги објаснам овие три фрази кои се навистина важни за разбирањето на овој дел од посланието, а би рекол и за самото послание. Стих 3. Го споменуваме делото на вашата вера, трудот на вашата љубов и истрајноста во надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос пред Бога и Отецот наш. Дозволете ми прво да зборувам за делото на верата како важен концепт во ова послание, но и во целото Свето писмо. За таа цел сакам да ја погледнеме верата во малку поширок новозаветен контекст, бидејќи верувам дека таквиот пристап на оваа тема ќе ни помогне да имаме подобро разбирање на самиот збор вера. Верата често се спомнува во Новиот Завет, како во Евангелијата, така и во посланијата. Би рекол дека тоа беше една од омилените теми и на апостолот Павле. Например, во послание до Ефесијаните, глава 2, стихови 8 и 9, тој вели дека ние сме спасени по благодат, преку вера, и дека спасението не е наше дело, туку Божји дар. Не се добива по заслуга и затоа никој не може да се пофали дека го заработил. Значи, од една страна, Павле вели дека верата не спасува и дека делата немаат никаков придонес во спасението. А од друга страна, во стихот кој го прочитавме, тој изборува за делото на верата. А Јаков во своето послание вели дека не спасува само верата, туку и делата. Прашањето е, дали Павле и Јаков нудат спротивставени ставови? Во Светото писмо нема никаква противречност и тоа се однесува и за доктрината за спасението. Но, дозволете ми да ви објаснам кое е библиското учење во однос на оваа тема. Верата е одговорот на човековата душа кон Божиот збор. Кога човекот го прифаќа Божиот збор како вистина и живее во светло на таа вистина, ние велиме дека тој има вера во Бог. Во второ послание до Коринтијаните, глава 5, стих 7, апостолот Павле вели дека ние живееме по вера, а не според тоа што се гледа со голо око. Во Евангелие според Јован, глава 6, стих 29, кај Господ Исус дојдоа некои луѓе со следното прашање: што треба да правиме за да ги вршиме Божите дела? Господ Исус им кажа дека Божјото дело е да веруваат во оној кого Бог го прати. Забележете дека Господ Исус не им кажа какви дела да прават за да му угодат на Бог, туку им кажа да веруваат во Него. Тогаш, што е делото на верата? Делото на верата е всушност послушноста кон Божиот збор. Прво, ние покажуваме послушност кон Божиот збор кога ќе поверуваме во тоа што таму ни е откриено за Господ Исус.
а верата во Исус води кон променет начин на живење. Знаете, другите може да ве слушаат дека ја исповедате вашата вера, но ако не ја видат таа вера на дело, каква е ползата од истата? Значи, спасението не се добива преку дела, туку по вера, но таа спасоносна вера неминовно ќе води кон праведни дела. Јас лично верувам дека кога Сила и Тимотеј беа во Солун и го видоа животот на тамошните христијани, тие отидоа кај Павле и му кажаа дека христијаните од тој град не само што ја исповедаат верата, туку и ја живеат. И тоа му причини голема радост на Павле. Кога станува збор за верата, мора да имаме на ум дека таа е Божјо дело. Јас лично не верувам во идејата дека некои луѓе може да имаат вера, а други се на некој начин осудени да не веруваат во ништо, или пак дека сето тоа е поврзано само со карактерот на личноста. Верата е Божјо дело и им се дава на сите оние кои се отворени Бог да действува во нив. Патем, кога зборуваме за делото на верата, односно за верата која спасува, но и која менува животи, мислам дека е добро да го спомнам стих 9 од оваа глава, во кој апостолот Павле им вели на солунјаните: "Од идолите се обративте кон Бога, за да му служите на живиот и вистински Бог." Ова е дело на верата. Луѓето во Солун го слушнаа Павле како го проповеда Евангелието, поверуваа во Господ Исус Христос и како резултат на тоа престанаа да им се поклонуваат на идоли, односно веќе не беа многубожци, туку почнаа да му служат на вистинскиот Бог. Верата неминовно ќе води кон некаква промена во животот на оној кој ја има. Замислете си маж кој е насилен кон својата сопруга, кон своите деца, но и кон другите луѓе од неговото окружување. Ако тој вистински ја прифати христијанската вера, Бог ќе му даде само контрола и нема веќе насилството да му биде средство за справување. Замислете жена која е склона да ја гледа својата вредност во вниманието кое го добива од мажите. Ако таа ја прифати христијанската вера, тоа неминовно ќе води кон поинаков начин на размислување. Таа жена ќе сфати дека нејзината вредност не зависи од тоа што другите мислат за неа, туку од фактот што Бог ја сака и таа е скапоцена во неговите очи. Павле им вели на солунјаните дека се обратиле од идолите и почнале да му служат на Бог. Јас не знам дали Павле им кажа дека треба да престанат да им се поклонуваат на идолите. Може би тој само го проповедал распнатиот и воскреснатиот Христос, а како резултат на таа негова проповед, оние кои ја прифатија верата сватија дека треба да престанат да им се поклонуваат на идолите. Потоа тој зборува и за трудот на љубовта. Што значи трудот на љубовта? Трудот на љубовта е всушност љубов покажана во пракса. Тоа не значи дека Бог не спасува кога ќе ја примениме љубовта во пракса. Но, кога Божјата љубов ќе се излее во нашите срца, ние длабоко во себе ќе имаме поттик да ја покажеме таа љубов на другите. Оној кој ја има Божјата љубов во себе, нема да има проблем да им помага на другите, без разлика што се бара од него. Љубовта која не е покажана на дело, не е љубов која е вистинска и искрена. Во Евангелието според Јован, Господ Исус вели: "Ако ме сакате, ќе ги пазите моите заповеди." Гледате, и според тој стих можеме да кажеме дека трудот на љубовта мора да биде очигледен во животот на верникот. Со тоа доаѓаме и до последната фраза од третиот стих, а тоа е истрајноста во надежта. Делото на верата се однесува на нивната спасоносна вера, која неминовно ќе резултира со праведни дела. Трудот на љубовта е фраза која се однесува на тоа дека љубовта мора да биде покажана во пракса и е реална и искрена само тогаш кога резултира со соодветни дела.
а истрајноста во надежта се однесува на тоа да се живее во светло на она кое христијаните го исповедаат и она на кое се надеваат. Знаете, кога станува збор за надежта, мислам дека речиси секој човек има некаква надеж во однос на иднината. Да, има некои луѓе кои тврдат дека на ништо не се надеваат, но јас лично мислам дека секој длабоко во себе има некаква надеж. Дозволете ми да ви кажам неколку цитати од познати историски личности во врска со надежта. Мартин Лутер има кажано: се што се прави во светот е направено во име на надежта. Паганскиот филозоф Софокле има изјавено: надежта го одржува човечкиот род во живот. Орисон Мартен изјавил: нема лек како надежта, нема толку голем поттик како очекувањето за подобро утре. Александер Поуп рекол: надежта вечно извира од човечките гради. Карлайл, познатиот шкотски филозоф, изјавил: човештвото е засновано на надеж. Човекот нема ништо друго освен надежта. Овој свет е место каде преовладува надежта. Верувам дека има и многу други интересни цитати во однос на надежта, но овие кои ги спомнав ја доловуваат важноста на надежта кај луѓето. Но, кога станува збор за христијанската надеж, мислам дека е добро и корисно да објасниме што таа подразбира, за да можеме соодветно да разбереме што Павле сакал да каже во овој стих. Тој пишува за истрајноста во надежта во Господ Исус Христос. Прво, важно е да се забележи дека христијанската надеж е во Господ Исус. Ние како христијани не сме повикани да се надеваме на парите кои ги имаме во банка, на политичарите или пак на каква било агенда за подобро утре. Нашата надеж првично е во Господ Исус Христос, во Неговата личност, Неговото дело и Неговите зборови. Например, христијаните треба да се надеваат дека еден ден во светот ќе владее мир, но тие не се надеваат дека големите светски сили или некои конкретни политичари ќе го донесат тој мир, туку дека Господ Исус ќе го стори тоа. Христијаните треба да се надеваат дека еден ден ќе живеат во благосостојба. Но не затоа што некој економски план или програма ќе ги воведе во таа благосостојба, туку затоа што небесното царство ќе биде царство на благосостојба. Павле пишува за истрајноста во надежта. Со други зборови, тоа значи дека христијаните во Солун истрајно се држеа до нивната надеж во Господ Исус. Знаете, откако тие поверуваа во Христос, нивните животи драстично се променија. Од една страна, Христос донесе позитивна промена. Тие веќе не беа исти и тоа им беше јасно на сите кои ги познаваа. Но, од друга страна, тие се соочија со прогонство поради верата. Некои од нив можеби ги изгубија своите работни места поради нивната вера во Христос. Сигурно добар дел од нив имаа нарушени односи со семејството и пријателите, бидејќи веќе не се поклонуваа на многу богови, туку само на Христос. Во такви услови верувам дека за нив било многу лесно да се откажат од христијанската вера и да се вратат назад на стариот живот. Но, кога Сила и Тимотеј беа во Солун, тие можеа да увидат дека тамошните христијани не се откажуваат од Христос. И покрај сите притисоци, тие продолжија да веруваат во Него. Затоа Павле вели дека тој и неговите соработници се благодарни и за истрајноста во надежта. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели.
Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.